Дозволите ми најпрво да се обратам во капацитет на претседател на Националниот совет за евроинтеграции. Следни говорници ќе бидат амбасадорот Михалис Рокас, амбасадор на Европската Унија, и после него министерот за европски прашања господинот Беким Сали, после што ќе отвориме дискусија. Благодарам уште еднаш на сите за присуството. Целта на денешната седница е да поразговараме за повеќе аспекти на процесот на проширување на Европската Унија, кои што се актуелни во изминатиот период, процесите кои што со многу голема динамика се случуваат во Европската Унија, проширувањето како еден од врвните приоритети на што се става акцент од страна на Европската Унија во изминатите месеци со конкретни чекори кои што се случуваат и кои што го разбиваат и скептицизмот, би рекол, посебно кај нас, нашите граѓани, кои што со право се разочарани од многу случувања во изминатите години. Евроинтегративниот пат никогаш не бил лесен. Ако се вратиме и ако ја погледнеме еволуцијата од независноста на државата во 1991 година, Лисабонската декларација, решението на проблемот приемот во Обединетите нации со референцата, решението на блокадата, ембаргото од страна на Грција, тешките години во тие време, во тој период за време на ембаргото, кризата во 2001 година, рамковниот договор, решавањето на проблемите, кандидатскиот статус од 2005 година потпишан со Европската Унија. Претходните години помош од различни канали, програми, ФАРЕ програмата, една од нив од страна на прво Европската заедница, понатаму Европската Унија. Помошта која што континуирано доаѓа во следните години. Решението на проблемот со името со Грција, Преспанскиот договор, членството во НАТО, разочарувањето од француското вето во годините после тоа и сега овој период кога се става една нова динамика од самата Европска Унија, имајќи ги предвид геополитичките случувања во светот, пред се во Европа после војната во Украина. Со жалење може да констатирам дека се лоши последните извештаи од страна на Европската комисија, од сите официјални лица кои што доаѓаат од Европската Унија. Влијанието од оваа власт на правосудството, на независноста на правосудството, отворено влијание од страна на највисоките инстанции на власта, слабиот перформанс во борбата со корупцијата, влијанието на српскиот свет и со тоа влијанието на Русија на овој регион овде, на Балканот, на овој дел на Европа. Нешто што отворено стои во извештаите. Понатаму контролата на медиумите, притисокот врз новинарите, исто така констатирано во извештаите на Европската Унија, нешто што е целосно контрадикторно со најавите дека ние сакаме да одиме кон Европа од страна на власта, а при тоа не се прави чекорот напред кој што треба да се направи. Се разобличија повеќе, би рекол, лажни најави, политики од страна на актуелната власт. Прво дека е загрозен идентитетот и јазикот со Преспанскиот договор, со експлицитно признание на највисоки представници на власта дека не само што не е загрозен, туку е потврден и идентитетот и јазикот со Преспанскиот договор, дека членството во НАТО носи само и ексклузивно бенефити, никако ризик по ниедна основа на државата. Понатаму, тоа дека не е возможно да има гаранции во пристапниот процес, како што немало гаранции за ниту една земја, поради тоа што пристапниот процес е исполнување на критериуми за членство во Европската Унија. Тоа исполнување на критериуми, од кога ќе се отворат поглавијата, е тоа што ја зајакнува нашата држава, тоа што го менува системот, тоа што ни отвара простор и пат до фондовите
на Европска унија. До кој што не можеме да дојдеме на поинаков начин, ниту можеме да најдеме алтернативен извор во овој момент. Имаме примери од земјите кои што последни влегле во Европската унија, тоа се Бугарија и тоа е Хрватска. Како благодарение на пристапниот процес и членството во Европска унија се сменија тие земји. Знаеме што беа Хрватска и Бугарија до пред нивното членство во Европската унија. Знаеме колкава сума на пари, милиарди евра, им се отворија можност да како грантови ги користат од Европската унија за инфраструктурни проекти кои што ги сменија и Хрватска и Бугарија, да не збориме за Романија и другите држави. Една Италија и Шпанија се променети поради членството во Европска унија. Економија со кој што ние не може ни оддалеку да се споредуваме. Едноставно нема друг извор и немаме алтернатива освен членството на Европска унија, кој што како стратешки пат започна во 1991 година од независноста на Македонија. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладени конференции. Албанија и Црна Гора, понатаму Молдавија и Украина, кој што видовме како го решава проблемот со Унгарија, после смената на власта во Унгарија. Имаше проблем со малцинството. Па го надминаа со разговори и со преговори. Да резимирам, во овој дел очигледно е дека немаме алтернатива. Очигледно е дека не одиме напред. Ние сме единствена земја која што нема отворено поглавие за преговори, додека овие 4 земји членки очигледно е дека бидат следните земји кандидати, ќе бидат следните земји членки на Европската унија. Затоа што со конкретни чекори представници на Комисијата, на Советот и така натаму кажува дека проширувањето е еден од 4 приоритети на Европската унија сега во овој период. Помошта на Украина, кој што веќе се финализираше со промената на власта во Унгарија, понатаму реконструкцијата на Европската банка и прашањето на вештачката интелигенција. Различните ставови на земјите членки на Европска унија со Соединетите американски држави. Со конкретни чекори, со конкретни буџети, со конкретни постапки. Секој ден гледаме како регионот оди напред. За жал ние стоиме во место. Кога регионот оди напред, а ние не правиме ништо, тоа е и назадување. Ке дојде временски период во кој што веќе нема може да се споредуваме со никој, поради тоа што едноставно луѓето овде нема да гледаат иднината. Ке го затворам ова воведно излагање со едно од прашањата кои што ги имам до евроамбасадорот Рока, се надевам ке може да одговори за време на неговото излагање. Што ќе се случи ако ситуацијата овде остане статус кво? Што ќе се случи со предвидувањата, со креирањето на следниот 7-годишен буџет во Европската унија? Дали ќе бидеме предвидени како земја која што ќе може да користи финансиски средства од Европската унија во следниот 7-годишен период, или ќе останеме на маргините со некои мали буџетски ставки кои што ќе може да ги користиме само за некои одредени работи, ако власта не покаже желба, волја и конкретни насоки, чекори за продолжување на европскиот пат. Благодарам.